Кандидатот за пратеник од општина Кочани од листата на ВМРО ДПМН Емилија Левков денеска на стартот на предизборната кампања за парламентарните избори кои ќе се одржат на 8 мај, одржа пресконференција на која во неколку реченици ја критикуваше власта предводена од СДСМ и ДУИ и ги истакна суштинските програмски определби и предвидените проекти кои ќе се реализираат во мандатниот период. ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија нуди програма и луѓе кои што носат вистински решенија за напластените проблеми. Владата на СДСМ и ДУИ во изминатите години за жал ја потонаа државата во корупција. За жал владата на Али, на Таче, на Османи, на Маричич, на Љупчо Николовски предизвикаа Македонија да биде најсиромашна држава во Европа, со најниски плати, со најниски пензии, со најмал економски раст и со највисока корупција. Најавуваме 50 милиони евра инвестиции во културата кои што ќе значат нови содржини, нови филмови, нови сериски емисии, нови содржини, нови проекти во културата на македонски јазик. Најавуваме дополнителни 50 милиони евра за спортот, кои што ќе значат дека нашите млади луѓе ќе бидат новите шампиони во спорт, во кошарка, во фудбал, во атлетика и во останати спортови. Најавуваме и намалување на сметките за електрична енергија со укинување на фамозната тарифа за пристап на мрежа на Марко Бислимовски. Најавуваме и вистински решенија во здравството. Конечно ревидирање на листите за лекови, овозможување на бесплатни и пристап до квалитетни лекови, завршување на клиничките центри во Скопје, во Штип и реновирање на нашиот во Кочани. Кочани со новата програма ќе добие нов јужен булевар. Кочани ќе добие нов мост на Кочанска река. Кочани ќе добие конечно изградба на домот за стари лица за кои што празни ветувања добивавме во последните 5 до 6 години од актуелната влада на СДСМ и ДУИ. Меѓутоа, Кочани ќе добие и многу други проекти затоа што во програмата 1198 новата влада предводена од ВМРО ДПМН се обврзува на општините да им префрла по 250 милиони евра годишно за капитални инвестиции. Во период од 4 години тоа ќе значи 1 милијарда евра за капитални инвестиции за проекти кои што се од директен интерес на граѓаните. Кочани ќе добие и нова водоводна мрежа и атмосферска и фекална канализација на спортско-рекреативниот центар Пониква. Почитувани граѓани, за сето ова ни е потребна вашата поддршка. Време е да ставиме крај на слоганот на Али, на Таче, на Артан, на Османи и на Љупчо Николовски како до сега. Од сега порачуваме Македонија повторно твоја. Време е да се стави крај на поразителните политики. Поддршката за ВМРО ДПМН е поддршка за Македонија. Повторно да ја направиме Македонија да ни биде убава, да ни биде убаво Кочани. Ве повикуваме сите на 8 да дадете поддршка за листите на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Одиме со слоганот Македонија повторно твоја. Изберете број 2. Ви благодарам.